Почитувани гледачи, точно е 20 часот. Ги следите централните вести на КТВ телевизија, а во нив одвоивме теми кои го одбележаа денешниот ден поврзани со здравството, образованието, сообраќајот, спортот и се останато. Да одиме поред. Државниот завод за статистика и владата велат дека се е подготвено за отпочнување на пописот. Во меѓувреме од националниот блок не отварам врата, бараат одложување на пописот, во спротивно ќе го бойкотираат. Статистичката операција треба да започне на 5 септември да трае до 30 септември. Во земјава 20 години немало спроведено попис на население и домаќинства. Се е подготвено за отпочнување на пописните активности на терен на 5 септември во недела. Во сите комисии на 50 пописни реони завршија обуките на реонски инструктори и потоа и на реонски попишувачи. Во деновите до недела, кога во 8 часот наутро попишувачите ќе излезат на терен, ќе се вршат дополнителни обуки, но и обиколка на пописните кругови со кои се задолжени попишувачите. До недела секој попишувач заедно со својот реонски инструктор ќе направи и план за движење низ пописниот круг, се со цел ниту еден објект, ниту едно домаќинство да не остане неопфатено. Сигурни сме како влада дека граѓаните со доверба ќе ги примат попишувачите и ќе им ги дадат потребните податоци кои што ќе овозможат подобра иднина за сите нас и се разбира за земјата во целина. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патишта со локалната самоуправа и советот на општината, како и превентивната сообраќајна служба при ОВР Кавадарци и 3 автошколи Старт, Алф и Безбедност денеска организираа превентивна акција. Таргет беа земјоделските сообраќајни машини, имено неодбележаните трактори кои имаат дефект или оштетени уреди за сигнализација добија флуоресцентни налепници. Целта е навечер да бидат соодветно одбележани и видливи за останатите учесници во сообраќајот, за да се превенира сообраќајни незгоди. Овие налепници денеска беа поставувани на трактори кои не беа обележани, а во времето на откупот на грозјето ги има многу често. Советот за безбедност на сообраќајот на патишта се погрижи сите трактори кои поминуваат денеска на оваа улица, на овој булевар да бидат означени. Меѓутоа, ова е само знак дека треба во иднина, особено кога се обраќате ноќе, да се обележувате. Со оваа акција вие всушност превенирате нешто. Да, денеска и во наредните сигурно месец дена додека трае бербата на грозјето, Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот ја реализира кампањата Безбедно учество на тракторите во сообраќајот. А во оквирот на таа кампања на тракторите кои што редовно се технички неисправни, без светла и така натаки. Задниот дел на приколката ќе им залепиме по 2 налепници флуоресцентни, кои што при сообраќај на тракторите во ноќни услови тие рефлектира светлина и тракторите на тој начин се приметуваат од другите учесници во сообраќајот и така потоа се одвија сообраќајот според условите во сообраќајот. Многу ефтино, а практично. Да, ние минатата година ја почнавме оваа кампања, меѓутоа беше символички, мал број трактори, меѓутоа дојдовме до една вистина, која што минатата година ја утврдивме, така да речам, 90% од тракторите нема светло на приколката, некои нема, некои тие што има не работеше и тоа беше повод оваа година малку посеопатно да организираме една кампања со која ќе ги опатиме сите трактори. Значи, со оваа кампања всушност сите трактори кои ќе ги сретнеме пред визбите, пред овие пунктови за откуп на грозе, ќе добијат, ќе им ставим по 2 налепници и на тој начин нивното учество во сообраќајот, посебно во носни услови, ќе го направиме побезбедно. Ваква една сеопатна акција сигурно дека сами ние не можеме општински совет да реализираме, ни помогне или заедно ја реализираме со локалната самоуправа. Еве пред се морам да го истакнам председателот на советот господинот Ристо Сакалиев, кој што е и постојано со нас, не следи и не помага во сите наши активности од областа на безбедноста на сообраќајот.
и во оваа прилика и му благодарам од името на Советот. Потоа полицијата која што е ние редовен партнер со кој заедно ги реализираме сите активности и во оваа кампања се приклучија и автошколите, безбедност, АЛФ и старт, затоа што и они се фактор за безбедност во сообраќајот, на начин што ги едуцират идните возачи и сигурно дека и они се заинтересирани во сообраќајот во градот да биде побезбеден и да нема сообраќајни несреќи и слично и така. Настојуваме да ја реализираме успешно оваа кампања затоа што сметаме дека е потребна, бидејќи во овој период додека се бере грозјето, сообраќајот е многу интензивен, тракторите сите се вклучени со нивни приклучни машини, сите се вклучени во сообраќај, се создава една фреквенција која што навистина бара одговорност од секој учесник во сообраќајот. И само што ова да го кажам, да ова активност е всушност придонес во општа безбедност на сообраќајот во градот и сакаме да го направиме Кавадарци град безбеден, град со мирен сообраќај, без сообраќајни несреќи, без жртви во сообраќај. Кавадарци е град кој вложува многу во инфраструктурата, паралелно со тоа се зголемува и бројот на возилата, фреквенцијата се зголемува, меѓутоа благодарение на локална самоуправа која што навистина вложува многу во инфраструктурата, град Кавадарци како град може да се смета дека е град во кој што сообраќајот се одвива по сите правила и прописи. Полека се подига нивото на културата кај пешаците, така да навистина гледката е убава кога ќе се најдеш на центарот, кога ќе погледнеш дека секој пешак минува на пешачки премин, го почитува семафорот, минува на зелено светло и така. Тоа е всушност и целта на сите овие активности кои што ги прави и локалната и ние како Совет и полицијата, да на некој начин го подигнеме нивото на културата кај граѓаните и ги направиме нивни учесници поодговорни во сообраќајот и побезбедни. Јас благодарам за поддршката. Ја од име на општината, на градоначалникот на Советот, сакам да изразам голема благодарност. 365 дена, 24 часа, полицајската станица МВР се грижи за безбедноста во сообраќајот и за безбедноста на граѓаните. Најголема благодарност до нив, тие се главниот фактор. Автошколите кои ги поздравивме, повторно да ги поздраваме ја од моје име, Безбедност, Старт и АЛФ, тие се почетокот на учењето на децата во сообраќајот и на нив голема благодарност и тие учествуваат во овие акции. Сакаме Кавадарци да нема сообраќајни несреќи или да бидат мали. Ова акција баш сега во брање на грозје, кога имаме голем број на трактори, некогаш исправни, некогаш неисправни, придонесува сигнализацијата за превентивно делување во намерата што треба да имаат. Значи намерата е да што помалку сообраќајки. Овој настан го поздравувам, нема многу да должам. Секогаш локалната самоуправа стои за ваквите настани. Придонесот за помали сообраќајки се заснова и на тоа што овие 4 години локалната самоуправа успеа да го бележи градот. МВР колку и да работи, ако немаме бележан град, се дешаваат поголеми сообраќајки. Значи сега поздрав и до овие што го бележат градот, тоа се паркинзи, комуналец исто така е учесник. Значи локалната самоуправа со тимот на фирми што учествуваат во градењето на безбедноста на сообраќајот, на прво место со МВР, се на едно високо ниво. Ние сакаме да го задржиме нивото и уште да го надоградиме. И сакаме да видиме пример и на другите градови како треба, кои се чинители во безбедноста, превентивни чинители. Ја им благодарам на сите чинители, им посакувам плодна работа, превентивна мерка да, сообраќајки помалку, а па последици ич. Горан Ристич е самостоен инспектор за сообраќајни работи. Кажете ми како гледате вие на оваа акција? Така, со оглед на отпочнувањето на сезоната за берба на грозје, со сето тоа се зголемува и интензитетот на учество на овие земјоделски механизации, трактори со приколици. Со самото тоа, значи, и загрозена е безбедноста на граѓаните за тоа што се соочуваме со трактори, тоест приколици кои што на задниот дел од самите се неосветлени. Земјоделска механизација учествува нели во сообраќај на патишта кои што се земјени, самата светлосна сигнализација се оштетува. Со овие флуоресцентни налепници мислиме дека ќе го подобриме сето тоа. Свеста кај граѓаните
да се подигне на едно повисоко ниво, кај земјоделците. Не со репресија, туку со превенција. Така, првично со превенција како една од подобрите механизми. Репресијата не е вториот механизам кој што би го употребили. За жал, да споменам, во минатата година имавме несречни случаи, сообраќајни незгоди со загинати. Баш со вакви возила? Да, баш со вакви возила, баш во овој период. И со оглед на тоа и ланската година, еве и ова, сакаме да го зголемиме, да се поткрене свеста кај овој тип на возачи, за да бидат обележани во прилучите во сообраќајот, во особено ноќе, да. Овие налепници се исклучиво важни за учество. Ефтини меѓу тоа многу важни, да. Благодарение до општинскиот совет кој што и локална самоуправа заедно со автошколите кои што го поддржаа овој проект. Дечињата тргнуваат на училиште. Внимавајте на нив во сообраќајот е пораката на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Со почетокот на учебната година, фреквенцијата на возила и на пешаци во сообраќајот значително се зголемува. Согласно тоа, се зголемува и потребата за дополнителна доза внимателност од страна на сите учесници во сообраќајот, особено кога се движат во близина на училиште или на градинка. Затоа Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до возачите: бидете внимателни, внимавајте на децата во сообраќајот и намалете ја брзината во близина на училишта и градинки. Внимавајте каде паркирате, затоа што неправилно паркираните возила ги прават децата невидливи во сообраќајот. Не заборавајте дека безбедноста на децата во сообраќајот е одговорност на возрастните. Покрај тоа, Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со подсетување до родителите дека тие се примерот на кој децата секојдневно се огледуваат. Личниот пример кој родителите им го даваат на децата во сообраќајот треба да биде безусловно и целосно почитување на правилата и прописите во сообраќајот и на тој начин всушност континуирано да ги наведуваат децата да бидат безбедни и одговорни во сообраќајот. Покрај наведеното, Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот потенцира дека децата кои немаат полни 10 години не е безбедно да се оставаат сами да одат на училиште. Доколку од одредени причини се одлучите да го пуштите детето да оди само на училиште, потрудете се да биде барем во група од 2 до 3 деца. Во таква ситуација, секој одговорен родител должен е на своето дете да му го покаже и да му го повтори најбезбедниот пат од училиште до дома, да му посочи на детето за потенцијалните ризици и закани во сообраќајот и да му ги објасни и повтори најважните правила и прописи во сообраќајот. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на сите ученици им посакува успешна и безбедна учебна година и уште еднаш ги потсетува безбедно, внимателно и одговорно да учествуваат во сообраќајот. Се започна со тампонирање на крак од улицата Браќа Хаџитефови. Изведувач на работите е јавното предпријатие Комуналец, а се тампонира површина од околу 50 метри квадратни, информираат од локалната самоуправа. Денес се започна со асфалтирање и на игралиштето во подрачното училиште Димката Ангелов Габерот во село Сопот. Изведувач на работите е фирмата Градба Промет, а се асфалтира површина од 1500 метри квадратни. Успешно започна учебната година со физичко присуство, оценуваат од СДСМ и велат продолжуваат со грижата за образовниот процес. Новата учебна година успешно започна со отворени училишта за сите ученици во основното и средното образование. Над 187.000 основци и 70.000 средношколци со почитување на сите здравствени протоколи, по 1,5 година учење на далечина седнаа во своите клупи. Нема подобра опција од настава со физичко присуство. Затоа апелираме до наставниците, учениците и родителите доследно да се придружуваме до мерките, бидејќи така ќе одржиме континуитет на настава со физичко присуство и истовремено ќе го заштитиме јавното здравје. Образовниот систем е целосно подготвен, функционираат сите мерки за заштита на здравјето, се почитуваат протоколите за работа со физичко присуство на учениците и наставниците.
Во изминатиот период имаше интензивни подготовки, следејќи ги препораките на надлежните здравствени институции, но и на светските организации, како Светската здравствена организација и УНИЦЕФ, се изработија протоколи за работа и се преземаа сите други безбедносни мерки од здравствен аспект за да можат училиштата повторно да работат со физичко присуство на учениците и наставниците. Тоа денеска резултира со успешен старт на учебната година. Подготвени се уште 2 резервни сценарија, а дали и кога ќе се применуваат ќе зависи од епидемиолошката состојба, зашто проценка ќе направи и ќе одлучува Комисијата за заштита од заразни болести. Почитувани, целта на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на институциите што ги предводи е квалитетно и современо образование за секое дете. Затоа продолжуваме континуирано да инвестираме во образовниот систем и во образовниот кадар. Го напредуваме образованието за подобро утре на идните генерации. Царовска се однесува како затекната од учебната година. 3 месеци не обезбедила учебници, обвинуваат од ВМРО ДПМНЕ. Владата на СДСМ и Министерката за образование Мила Царовска буквално го преспаа летова. Денес, на почетокот на новата учебна година, тие, Царовска и владата, делуваат како да се затекнати од ситуацијата и буквално неспремни учествуваат во еден организиран хаос во кој се наоѓаат учениците, родителите и наставниот кадар. Иако имаше на располагање речиси 3 месеци, Царовска не успеа да обезбеди ниту учебници, па денес реалната ситуација ни покажува дека поради ваквата неспособност на министерката, од еден учебник ќе учат 2 деца, а ова е особено трагично бидејќи во услови на пандемијата COVID-19 наводно декларираните протоколи за заштита од пандемијата се всушност осило на зараза во која ризикот и опасностите се директно врз плеќите на нашите деца и на наставниците и професорите кои се фрлени во една апокалиптична, безизлезна ситуација. Вака поставената состојба, уште на самиот почеток, веќе ги покажа своите недостатоци. Јасно е дека во дел од општините денес немаше услови воопшто да започне првиот училишен час. Бројката на заразени граѓани е енормно висока, а родителите чувствуваат страв и несигурност и има голем процент кои не се спремни да ризикуваат и да ги остават своите најмили во опасност од заразување и други трагични последици како резултат од истото. И сето тоа заради комплетната неспособност на власта да направи план и сериозна стратегија во интерес на граѓаните. Информациите исто така говорат дека и таму каде што денес започна наставата во училиштата, евидентно е дека истите немаат ниту соодветни протоколи, а камоли средства за дезинфекција. Кристално е јасно дека Мила Царовска и оваа влада успеа да го направат невозможното и со својата неодговорност и незаинтересираност доведоа на прагот на тотално уништување на еден образовен систем кој функционира повеќе од 70 години. Лошиот менеджмент со образовниот систем доведе до сериозни последици врз цели генерации на ученици. Истите се ненадоместливи и доколку се случи евентуална одговорност на надлежните, бидејќи за ваквиот масакар во оваа круцијална дејност, како што е воспитно-образовниот процес, последователните корекции нема да успеат да ја поправат направената штета. Од тие причини порачуваме веднаш да се засилат протоколите, да се обезбедат брзи тестови за училиштата, да се обезбедат таблет компјутери за учениците кои немаат и не можат да си дозволат да ги набават.
Бараме неотповиклива оставка од Мила Царовска и очекуваме итна реакција и овозможување на услови кои се издржани и порачуваме, доколку власта не располага со стручни луѓе, ВМРО ДПМН е спремно и може веднаш да испорача решенија за излез од оваа траурна состојба. Оваа власт мора да замине. Оти Македонија е за сите луѓе. ГРК Тиквеш го освои турнирот во Прилеп. Кавадаречките ракометари со 32-31 ја совладаа српската Дубочица и го освоија првото место на меморијалниот турнир Миле Нешковски. Денеска на програмата на 6-тиот меморијален ракометен турнир Миле Нешковски во Прилеп, на програмата беа надпреварите за конечен пласман. Средбата Струга КЛ7 заврши нерешено 27-27, а по подобро изведување на седмерци, Стружани го освоија 5-то место на турнирот. Екипата на Еврофарм Пелистер 2 со 31-28 го совлада домакинот Прилеп и го освои 3-то место на турнирот. Во финалето се сретна екипите на ГРК Тиквеш и Дубочица од Лесковац. Кавадарчани одлично го отворија надпреварот и на половина од полувремето веќе водеа со убедливи 10-3. До крајот на полувремето Тиквеш ја одржуваше предноста, па на одмор заминаа со водство од 17-12. Во продолжение кавадарчани ја одржуваа високата предност од 6 и повеќе голови, но во финишот убедливото водство како да ги успа, па српскиот представник на 2,5 минути до крајот стигна до 30-28. Сепак кавадарчани до крајот успеа да издржат и на крај да слават минимална победа од 32-31. Со тоа, ракометниот клуб Тиквеш од Кавадарци го освои 6-тото издание на меморијалот Миле Нешковски во Прилеп. Пане Блажевски останува на кормилото на ГФК Тиквеш. Управата на Кавадарчани одлучи засега да нема промена на тренерската клупа на Тиквеш. Иако се најавуваа промени во стручниот штаб на градскиот фудбалски клуб Тиквеш по очајните резултати на стартот на првенството и само 2 освоени бода од можни 15, сепак управниот одбор на Кавадаречкиот прволигаш одлучи засега се да си остане по старо. А тоа значи дека Пане Блажевски и натаму ќе биде шеф на стручниот штаб на Тиквеш. И покрај фактот што јавноста во градот и фановите побараа смена, сепак управниот одбор на градскиот фудбалски клуб Тиквеш одлучи да му даде нова шанса на тренерот кој по 17 години успеа да го врати Тиквеш во елитата. Аргументите и статистиката не одат во прилог на Блажевски. На 5 меча забележани се 2 ремија и 3 порази и ниту една победа. За тактиката, промените и лошата позиционираност на поедини фудбалери нема да говориме. Сепак, раководството на клубот одлучи дека засега нема да има промени на тренерската клупа на Тиквеш. Колку ваквата одлука е исправна, ќе може да се види во продолжение на првенството, кога во мечот од 6-тото коло на 12 септември Тиквеш ќе ја пречека Ренова. Утре наутро свежо, а преку денот сончево со мала локална облачност. Ке дува слаб до умерен претежно северен ветер, температура до 29 степени. За време на викендот се очекуваат врнежи од дожд. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме во централните вести на КТВ телевизија. Репризното издание е во 22 часот и 30 минути. Следете програмата на КТВ телевизија и имајте убави мигови.